Тейлор Свифт конечно го покажа својот венчален прстен само во недела откако го кажа судбоносното да над звездата на НФЛ Тревис Келси. Младоженците го направија своето прво јавно појавување како брачна двојка на свадбата на поранешниот соиграч на Келси, каде што Свифт со задоволство им го покажа својот нов накид на гостите. Церемонијата се одржа во Калифорнија, а пејачката за таа пригода избра прекрасна розова тоалета со цветен дизајн без прерамки. На фотографиите од настанот таа може да се види како седи до Келси и ја покажува својата рака со венчален прстен, додека двојката изгледа опуштено и среќно. Келси носеше сив костум, а младенците беа видени како се држат за раце, разговараат со гостите, танцуваат и уживаат во прославата во текот на целата вечер. Свифт и Келси беа расположени, а според фотографиите од настанот прославата вклучуваше здравици со шампањ. Нивното појавување доаѓа по спектакуларната венчавка одржана на 3 јули во Медисон Сквер Гарден во Њујорк. Венчавката на музичката суперзвезда и еден од најпознатите соиграчи на НФЛ се проценува на околу $30 милиони. Пред 3 години холивудската звезда Сем Нил откри дека има посебно агресивен облик на канцер кој целосно исчезнал од неговото тело после посебна имунотерапија. Омилениот актер, познат по своите улоги во Паркот Јура, Пијано и Пики Блајндерс, почина во Сиднеј на 78 годишна возраст. Актерот Сем Нил, познат по бројните филмски улоги, вклучувајќи ја и улогата во Паркот Јура, почина на 78 годишна возраст. Неговата смрт беше ненадејна и неочекувана. Почина во Сиднеј, обкружен со своето семејство, со достоинството што го карактеризираше во текот на целиот свој живот, соопшти неговото семејство. Тој го играше доктор Алан Грант во оригиналниот филм Паркот Јура од 1993 година, како и во неговите последователни продолженија, а глумеше во филмот Пијано од 1994 година, кој освои 3 Оскари. Во последната објава на Инстаграм на Сем Нил откри дека е многу среќен за номинацијата за австралиската ТВ награда Логис. Телевизиската легенда напиша дека со нетрпение очекува да присуствува на церемонијата за престижната австралиска награда Логис следниот месец, откако доби номинација само неколку недели пред неговата ненадејна смрт. Македонскиот културно-информативен центар во Белград и Министерството за култура и туризам почнуваат со проект за поддршка на млади музички таленти кои учат, студираат или живеат во Србија. Еден од најталентираните несомнено е младиот гитарист Коста Давчевски, кој во моментов е еден од најнаградуваните млади гитаристи во Србија. Српската музичка критика веќе го нарекува како млад виртуоз на гитара. Вечерва во 20 часот неговиот концерт, насловен како Јуска нотна магија, пред белградската публика ќе го најави директорот на Kids Белград Васко Шутаров. Со раскошна опреска гала вечер, препол антички театар и повеќе од 4000 посетители, свечено започна 66-тото издание на фестивалот Охридско лето, уште еднаш потврдувајќи дека станува збор за најрепрезентативната културна манифестација во државата и една од најзначајните во регионот. Интересот за отворањето беше исклучителен, билетите беа целосно распродадени 2 недели пред почетокот на концертот, што представува јасен показател за довербата што фестивалот ја ужива кај публиката и за неговиот висок меѓународен углед. Вечерта беше исполнета со силни емоции, долготрајни аплаузи и врвни музички интерпретации, оставајќи впечаток дека и по 6,5 децени Охридско лето останува символ на уметничката извонредност.